Подводен свет. Сите се среќни и дебели во подводната зоолошка Кели Тарлтон, особено овие две желки, опасниот и силниот. Ги донесоа во аквариумот речиси мртви. Ден Гудо и ги врати во живот. Но сега е време да си одат. Двете желки ќе бидат пуштени на слобода. Рехабилитацијата на дивите животни е редовна задача на подводните зоолошки градини. Овој пат Ден ќе отиде еден чекор подалек. Никој не знае како се снаоѓаат на слобода или дали воопшто преживуваат. Ден ќе ја реши дилемата. На желките ќе им прицврсти сателитски уреди за следење за да може да го следи нивното движење. Ова е силниот. Тој дојде прв и беше во многу лоша состојба. Овде е околу 7 месеци. Ветеринарот Беренд Вестра мора да даде дозвола пред да бидат ослободени. Само да бидеме сигурни дека се е во ред. Ќе провериме дали има слуз на ноздрвите и дали има инфекција на очите. Го проверуваме и оклопот за да видиме дали има меки места кои треба да се лекуваат. Ќе го провериме и дишењето да видиме да не има пневмонија. Во ред е, Ден, твоја е. Добре? Да, се е во ред. Сега ќе одат во работилницата по високо напредната технологија. Но она што го прави Али Едмондс од аквариумот во Мелбурн не е висока технологија. Таа помога во собирањето на 28.000 литри морска вода, кои секоја недела му се потребни на аквариумот за надополнување. Аквариумот во Мелбурн работи на принцип на затворени садови. Сета вода се рециклира, а цистерната само ќе ги надополни загубите. Аквариумот во Мелбурн се разликува од другите затоа што работи на принцип на затворени садови. Имаме околу 3 милиони литри вода која трпи одредени загуби, па затоа мораме да доаѓаме 2 пати неделно во Соренто да наполниме по околу 14.000 литри вода. 14.000 литри вода може би звучат многу, но треба да се има предвид фактот дека аквариумот собира 3 милиони литри вода. Водата од цистерната ја префрлуваме во резервоарите, па оттаму можеме да ја спроведуваме во главниот резервоар на второто ниво и да ја распределиме до сите аквариуми. Ваквиот систем го дизајнираше Крейг Толбурн, но сега тој е преокупиран со нешто друго и не мисли на филтрацијата. Сега е кај островите Нептун, 32 километри од австралискиот брег во истражувачка мисија. Целта е да се соберат податоци од подводните уреди за следење. Но тие исто така планираат да фатат 2 вакви големи ѕвера и да им прицврстат уреди за следење. До сега никој не се обидел такво нешто. Прво мораат да ги соберат податоците, но нештата не се одвиваат според планот. Имаме лоши вести. Ова е уредот за прием на сигнали што го извадивме од океанот. 6 месеци беше под вода и внатре процурело вода. Водата не влегла кај батеријата. Се гледа дека батеријата е сува, но водата влегла во електронскиот уред. Не знаеме како, бидејќи тие се херметички затворени. Уредот не работи и тоа значи дека сите податоци собрани во изминативе 6 месеци се изгубени. Нови проблеми. Кабелот за извлекување на втората станица за прием на сигнали е искинат. Ако сакаат да ги добијат податоците, научниците ќе мораат да пратат нуркачи по уредот. Локацијата е преполна со ајкуи. Секоја од нив е човекојадец. И ако нешто тргне наопаку, ќе нема спас за нуркачите. Крег и Ајвор ќе се нурнат во безбедносен кафез.
Сепак, Крейг не сака да ризикува. Тој носи штит против ајкули кој генерира електрично поле околу него додека е под вода. Полето ги надразнува рецепторите на ајкулата. Нешто слично на електричен удар од ограда под напор. Единствено кафезот и електричното поле го заштитуваат Крейг од ајкулите. Крейг и Ајвор се препуштени сами на себе. Крейг и Ајвор се нурнуваат кон океанското дно, а силниот и опасниот наскоро ќе ја имаат таа можност. Тие закрепнуваа речиси цела година во Кели Таралтон, откако заринкаа на брегот недалеку од Окланд. Подготвени се да заминат, но прво Ден ќе им прицврсти уред за следење. Тој им прицврстува уреди за сателитско следење за да можат да го следат нивниот напредок во океанот. Тој работи на овој проект со години и конечно неговиот сон се реализира. Прв пат почнав да работам на проектот пред 2 години. Полека напредував и изготвив елаборат. Сите се зафативме со проектот и заклучивме дека идејата е добра. Особено поради фактот што секоја година вложуваме многу труд и време во рехабилитација на желките. Навистина сакаме да дознаеме што се случува кога ќе ги ослободиме. Тоа е многу важно за да откриеме дали добро сме постапувале и дали имаме добра стратегија. Податоците што ќе ги добиеме од желките многу ќе ни помогнат. Ова е финалниот процес во прицврстувањето на уредот. Го премачуваме уредот со заштитна боја. Ставаме црна боја за убаво да истои. И другите желки да не се смеат. Не е толку смешно колку што звучи. Приспособувањето кон животната средина е многу важно. Уредите ќе емитуваат сигнал околу 18 месеци, но само со многу среќа. Желките го менуваат оклопот, па затоа оваа желка нема да го носи уредот цел живот. И желките во Мелбурн и Мулулаба се опремени со висока технологија. Ова е Соренто, уште една зелена желка. Екипата требаше истовремено да ослободи 4 желки на 3 различни локации, но вестите се лоши. Желките не поднесуваат студена вода, а температурата на предвидените локации е пониска од 16 степени. Силниот и опасниот ќе мораат да ја почекаат својата слобода. Во работилницата во Мулулаба, EJ не е единствениот со антена. Оваа нова кола ќе биде редизајнирана, а антената ќе биде една од малкуте нешта кои ќе останат. So what are we doing? What's up next? Автомобилскиот живот на оваа кола заврши, таа ќе почне нов живот како аквариум. Одамна сакавме да растуриме 2 коли, но никогаш не успеавме да ги составиме, па од нив направивме аквариуми. Ги извадивме себичката и почнавме со вадење на панелите. Моторот ќе го извадиме денеска и за сега добро ни оди. Денеска ќе извадиме и таблата со инструменти, но имаме проблеми со воздушните перничи. Тие вадат се, и тоа многу брзо. Љубителите на коли сега би плачеле. Порано сакав да бидам ветеринар, но сватив дека не ги сакам луѓето. Затоа ме држат подалеку од нив. Правам аквариуми и одам низ светот да дизајнирам аквариуми за компанијата и не доаѓам многу во контакт со луѓе. Оние што го знаат нема да бидат изненадени што психијатрите го оценуваат Ешли како влюбеник во рибите со тапија. Јас би рекол дека вистинскиот збор е луд, зашто не сум доволно богат да бидам ексцентрик. Ние правиме вакви аквариуми и многу интересно кога ќе дојдат децата да ги видат аквариумите полни со големи риби, а возрастните се обидуваат да ги отворат вратите. Забавно е кога велат: тоа беше кола, а тие ја уништија. Тој не е единствениот влюбеник во риби. Мейсон Хил е дел од тимот во Мелбурн што од секојдневни корисни нешта прави други корисни нешта.
Сакав дома да имам аквариум. Вработен сум во аквариумот во Мелбурн и не можев да најдам такви риби. Затоа направив необичен аквариум во кој има обични златни рибки. Денеска има слободен ден. Добра идеја е денот да се помине покрај телевизор. Но не е само телевизорот чуден. Погледнете го неговиот орман. Ова е мојот воден змеј Венди. Once she settles down, it's an eastern water dragon, and she lives Таа in живее во a орманот cupboard од that кој I направив converted into an кафес. enclosure. Таму каде што другите чуваат кинески порцелан, Мейсон направи дом за една змија. Okay, this Ова е is мојот our питон, се carpet вика python. His name's голтачот. Gobbles. We called him Gobbles because if Така anyone's го seen a викам snake затоа eat, што во you'll неговиот know why. стомак можете да ја You can видите see неговата last night's вечера. meal in his belly there, a nice big rat. And these Голем guys are стаорец. not venomous, so Овие they're змии не се good to отровни handle. и They've лесни got се за cloak чување. temperaments, and yeah, we often Често get го Gobbles пуштаме out and голтачот да let шета him crawl наоколу. around. Мейсон има обичен аквариум, но тој е дом на една жаба. Не е ни чудо што Мейсон оди на работа за да побегне од своите рибки, змии, змееви и жаби. На 2000 километри од него и Ајвор и Крейг имаат слободен ден. Всушност, денеска му е годишнина на бракот на Крейг, а што тој прави? Нурка со големите бели ајкули. Бројот на белите ајкули во светски рамки опаѓа. Крейг, Ајвор и Тимот сакаат да дознаат каде одат белите ајкули кога ќе ја напуштат оваа локација. Но за да ја добие таа информација, Крейг мора да излезе од кафезот. Кафезот е заглавен на карпа. Крейг прво ќе мора да излезе и да го исправи кафезот, а потоа да се упати до станицата за следење. Напнати моменти за нуркачите и за екипата на бродот. Научниците на бродот будно ја наблюдуваат површината на водата, а Крейг мора да го расплете кабелот од станицата. Тој ќе мора да се оддалечи 10 метри од безбедносниот кафез. Животот на Крейг сега зависи од електричниот штит на неговата нога. Морските ласици во Мулулаба се преполни со енергија. Овие момчиња пукаат од здравје и енергија. Кога не им е арно, тие се сосема поинакви. Забележавме дека скрши еден зап и дека има повреда на ногата. Вчера го прегледа ветеринар и мораме да го носиме на детален преглед. Одиме, момче. Но денеска нема проблеми само со ласиците. И Емили има проблем. Ке го носиме малиот на ветеринар, има проблеми со системот за варење. Може би се заглавило некое парче риба или пластика. Сега ќе го однесеме на ветеринар. Ќе го побараме бред. Овие животни не можат сами да побараат помош, па затоа вработените мораат да внимаваат на нив. Време е овие две момчиња да посетат ветеринар. Hi, how are you, Emily? Okay, what have we got? Got a little loggerhead turtle. Ни донесовте мала желка и една морска ласица. Веднаш ќе ги однесеме во ординацијата. Наваму. Ветеринарката Карен Мос е нивната најдобра шанса за закрепнување. Без неа, тие неверојатно ќе умрат. Карен, малиов го чуваме неколку недели. Не сум сигурна што му е. Добро јаде, но не може да плива и да го изфрли изметот. Ќе направиме рентгенска снимка за да видиме дали има обструкции. Овие жилки можат да живеат колку и луѓето ако имаат добри услови, но повеќето не ја преживуваат првата година. Ова момче беше заринкано на брегот.
Okay, so Изгледа дека го отнал камче, песок или нешто слично. Предлагаш парафин? Да, ќе подмачкаме за да излезе. Се надевам. Ќе успее, зашто ова желче не може да се оперира. Incredible. Неверојатна рентгенска снимка. Морските ласици се исто така многу сладки, но ако им се пружи шанса, тие ќе го откинат прстот. Имаше случај кога една ласица не беше баш заспана, па решила да си потрча. Ветеринарот се правел многу важен, па решил да ја фати. Набрзо сватил што значи да те касне ласица. Имало многу крв, но не од ласицата. Ова момче цврсто спие. Карен прво ќе ја прегледа ногата. Okay, terrific. Now I'm just going to clear away all the dirt and crap that's on top of the lesion first. Има само издраскана кожа. Доволно ќе бидат неколку шевови. Имам доверба во неа, се ќе биде во ред. Ќе ставам биоразградливи шевови за да не мораме да ги вадиме. За колку време ќе се разградат? Ако не ги чепка, би требало да се разградат за 4 до 6 недели. Секни сте што ветеринарот ризикуваше неколку прсти. Карен бара скршен очник. За жал ќе најде нешто многу посериозно. Кутрио тој. Има скапан зап на задниот дел од вилицата. Скршен е и раздвоен, а почнува и да се ниша. Има проблеми со забите. И сигурно многу го боли. Ќе се обидеме да го интубираме, но до сега немавме голем успех. Тоа значи дека ќе мораат да го тргнат јазикот и да внесат црево за анестезија до белите дробови преку грлото. Ќе биде незгодно. Успеав. Еве го расипаниот зап. Забите на морската ласица кршат школки. Вадењето на таков зап е вистинска битка. Не би сакал мене да ме ги вадат умниците. Голем број животни во дивината се подложени на вакви инфекции. Едноставно престануваат да јадат и умираат. Затоа има среќа што живеат во заробеништво. Еве го расипаниот зап. Напукнате на средина. Ги прими лековите, и ги средивме забите и ти ставивме црево во грлото. Одлично беше. Прогнозите се добри. Ако веќе не го болат забите, тој набрзо ги почне да јаде уште повеќе. Него му е многу удобно. Еве ви го забот како сувенир, а ова се лековите. 2 пати дневно по 1/4 таблета. 2 дена нека јаде мека храна. Јавете ми се ако има проблеми. Чао. Ова се вика успешен работен ден. Истото важи и за крек. We got it. Got it. Anchors in the cage. Anchors in the cage. Сега ги чекаат одговорите. Бери ги симнува податоците од уредот за да проверат што ќе добијат. We've had some Имавме success with успех this со оваа listening station станица. we've just picked up, and we've got Регистрира 266 detections 266 of појавувања 7 на of our 7 tag обележани sharks. ајкули. One of the things that Најважен this е is really фактот што illustrating for ниту us една од екулите is не е that редовен this жител sort of на data овие is that none of области. these sharks really live here. They're not resident Овие to локации these ги нарекуваме particular sites. кафулиња, We kind of think бидејќи of these sites ајкулите as само ги cafes that they посетуваат. visit, and these Ваквите cafes are кафулиња probably веројатно се spread распрскани throughout низ водите на the Јужна area of Австралија. southern Australia. And what we И think is изгледа that these дека sharks ајкулите move одат between од these едно до друго cafes. кафуле. And Меѓу between овие these cafes, there кафулиња may постојат well be така highways наречени that they're following. And this автопатишта is по кои exactly тие се the движат. sort of information that the satellite tracking tags are going to give us. Just how they move Сателитските between уреди these за sites. следење ќе ни ги дадат And these информациите areas за that we're нивното calling cafes, движење. that's where the listening stations come in. They give us an И за тоа, idea of колку how често frequently една an ајкула ги individual посетува shark кафулињата is coming и to these колку време cafes, останува во него. how long they're staying for, and when they leave. Но најопасното допрва предстои. Со помош на оваа носилка, тимот ќе фати 2 големи бели ајкули и ќе им прицврсти уреди за следење на задната перка. Но прво мораат да ги фатат. Имаме двојна јагица. Ги извадивме боцките од јагицата и нема многу да и наштети на ајкулата. Опремата е добра и мислам дека ајкулите нема да ја скршат. Џон го организира ловот.
Се Hopefully, надевам in дека за about 10-15 10-15 minutes, we'll be минути up ќе and running бидеме and ready, and it's just a подготвени. Ќе matter of чекаме waiting кулата што е for ова. the shark, which is There's the here. new one. 3 metre shark. 3 metre one. Perfect specimen, gentlemen. Beautiful. Get the other bite in. Одлично се појави. This is what we wanted. We've got a shark around the boat, amazingly. 3 metre shark. As soon as we start talking about this, one turns up. Фаќањето на екулата е многу опасна работа. Сите на бродот се искусни научници, но ниту еден од нив не се обидел да фати олку голема бела екула. Ова е моментот што сите го чекаат. We'll let him. Џон се бори со екула, напнатоста се зголемува. Мора да ја совлада за да ја стават во носилката. Ако ја измори премногу, а екулата може да умре. Ако не ја измори доволно, нивните животи ќе бидат во опасност. I'll do this first. Yeah, he cannot. He's very slow. It's only a small thing. Оваа ајкула е подолга од 3,5 метри и е најголемата ајкула на која некој се обидел да прицврсти уред за следење. How far you want that out? Се зависи од мамката. What's your feet? Се изгледаше добро, но топчето исплива на површина. Ајкулата избега, а Џон е вчудо невиден. Ќе мораме да набавиме нови јадици од колку им помогне. Strong animals. Силни животни. Челичната јадица се скрши. Во следната епизода открите што прават Немо и дружината. Ќе видиме дали Брус и момчињата ќе успеат да го фатат вистинскиот Брус. Ја ослободиме првата жена.